вечер, Горче. Добро вечер, Георче Петров. Благодарение, между другото и на гласовите на бранителите, генерал от Сокол Митревски имаше можност да стане градоначалник на ова община. И аз, како председател на Достоинство, партија која што произлегува од македонските бранители, ќе кажам: генерале Сокол Митревски, секоја чест за 2001 година и за вашите заслуги од 2001 година. Но генералот Сокол Митревски како бранител е едно, градоначалникот Сокол Митревски е нешто сосем друго. Генерале, потфрлив на сите можни полиња сето она што се случува на централен план, на државен план, сето она што го прави ова ненародна и корумпирана власт, вие го присликавте на општинско ниво. Затоа го прашувам генералот Сокол Митревски, кој што исто така од неговите плакати порачува да изберете дела. На кои дела мислите вие, генерале Митревски? Дали според вас е дело амнестијата на хашките случаеви, на злосторниците? Дали според вас е дело отварањето на музеи на УЧК во главниот град на Македонија? Дали е дело преминувањето на улици и училишта и ставање на имиња на балисти и ветерани од УЧК? Дали е дело изградбата, безправна изградба на споменици на ветерани од УЧК, вклучувајќи го и споменикот на идеологот на УЧК, на косовецот Адем Јашари, качен на тенк на Арама? Дали е дело давањето одликување, односно титула почесен граѓанин на Рамуш Харадинај? И за крај, зарем е дело ставањето на командантот Форина Алија Стала Джафери за министер за одбрана? Генерале Сокол Митревски, вие сте кандидат на партијата и на коалицијата која што овие недела ги смета за дела. Ја бевме сведоци во текот на вчерашниот ден на изјавата на Фатмир Дехари, еден од најблиските соработници на Али Ахмети во 2001 година, кој што повторно пред 20 дена ни зборуваше нешто за сите албанци во една држава, за обединети албански територии и така натака. Арно, ама тие зборови му били извадени од контекст, не било така. Затоа ги повикувам сите припадници на Министерството за внатрешни работи, кои што во 2001 година се бореа против албанските вооружени екстремисти, да не го дават гласот за генералот Сокол Митревски, бидејќи генералот Сокол Митревски и градоначалникот Сокол Митревски две сосем различни работи. Како припадниците на армијата денес ќе гласат за Сокол Митревски, кога истиот Сокол Митревски е дел од коалицијата која што го стави Тала Джафери за министер за одбрана, кој што се дрзна во емисијата на Алсат да ми каже дека и мене ми е шеф, затоа што како министер за одбрана, за жал како министер за одбрана, тој навистина е шеф и на резервниот состав на македонската армија, така што ако некој од вас се уште е припадник на резервниот состав на армијата, да знаете дека Тала Джафери ви е надреден. Понатаму ги прашувам сите вистински ВМРО-вци, луѓето кои што се уште во ВМРО ДПМН, оние честни ВМРО-вци кои што се горди на 4 свети македонски букви ВМРО, оние кои што смета дека припаѓаат на внатрешна македонска револуционерна организација, какви ВМРО-вци сте вие ако гласате за Сокол Митревски, кој што е кандидат на ДПМН, партијата кој што командантот од УЧК го стави за министер за одбрана? Затоа ги повикувам сите припадници на полицијата и армијата и на нашиот резервен состав, но и сите вистински ВМРО-вци и сите вие присутни кои што сте овде, за кои што знам дека ќе го дадете својот глас за Сојуз од зиднината, да излеземе масовно на локалните избори на 24 март, бидејќи за нас тоа не се локални избори, тоа е референдум за Македонија, референдум за македонските граѓани, бидејќи секој еден глас повеќе ни е важен, затоа што и гласот во најоддалеченото село во ова општина е глас за Тала Джафери.
И сите заедно на 24 март да покажеме нова ненародна и корумпирана власт вака. Коста беше одете си. А успях пред да дойдам да го слушам Груевски, како повторно нещо Бранко му бил крив. Како повторно Бранко нас не лажил дека ќе има воредни избори. Никола, во јуни, може би во септември повеќе од сигурно ќе има парламентарни избори. Ќе има затоа што македонскиот народ на 24 ќе ви покаже вака поради сето оно што го направивте на Македонија. И зошто премиерот Никола толку се плашете од ворени парламентарни избори, па цело време ги убедувате вашите членови дека нема да има. Да не се плашете од нешто, премиерот Никола. Јас знам дека се плашете, но ќе ви кажам и треба да се плашете. После сето оно зло што го направивте на македонскиот народ и македонската држава. Затоа на 24 март да и кажеме одете си, бидејќи ние резервна татковина немаме. Македонија ни е се што имаме. Да живее Република Македонија!